Добре дојдовте во процес. Зголемување на породилното отсуство кај жените на 18 месеци. За или против? Во процес дебатираат Снежана Кузмановска од граѓанската иницијатива 450 породилно, Пеленска револуција, Марија Савовска од Акција Здруженска и Ана Василева од Бориса Женски. Добре дојдовте. Пред да почнеме да дебатираме, сакам да нагласам дека сите 300 мајки, така да најверодостојно можете и од личен аспект да го кажете својот став за она што ќе зборуваме. Значи, започна референдумот за собирањето на подписите. Односно собирањето на подписите, 10.000 подписи, тоа трае некаде од 20 до 7 октомври. Од 20 септември до 7 октомври, тоа не е законски рок. Се организиравте на Facebook, групата веќе брои над 15.000 членови. Зошто зголемување од 9, односно 15 за 2 или повеќе деца на 18 месеци? Кои се аргументите? Заради придобивките. Значи, пред се заради придобивките од поголемиот временски период поминат со тоа новороденче. Токму заради тоа, значи самото бебе кога ќе се роди, знаеме дека има своји потреби кои што единствено и најдобро може да ги задоволи мајката. Тука пред се ќе го спомнам процесот на доењето, кој што не само што ги задоволува сите нутритивни потреби на едно бебе, нели, туку од здравствен аспект, туку и самата значи поддршка, близина, нега и љубов на мајката, значи се создава еден процес, еден однос кој што сметаме дека многу подобро ќе се затврси доколку таа има повеќе време да помине со него. Исто така се проблемите кога породилното отсуство на некои мајки им почнува многу подоцна, некој месец, некој 2, некој за жал дури 7 месеци, губат многу време со тоа, така да од ред причини се создаде иницијативата 450 дена породилно. Има ли некои анализи направено по свет кај нас? Колку е, значи, тој временски период, колку мајката му е потребна на почеток на своето новороденче? Сите анализи се сложуваат дека мајката е потребна на своето новороденче. Знаеме за тоа дека Светската здравствена организација има создадено закон со кој што го штити мајчиното млеко на тој начин што законски не смее да се продава адаптирано млеко, нели, на мајки и доенки. Тоа е така натака. Значи сакам да кажам, еве како пример во другите земји, би ја спомнала пред се Шведска, каде што е самото породилно 450 дена, односно таму веќе го имаат тоа. За разлика од нив, често пати знаат да не удрат по нос со Америка, за жал, каде што породилното трае некаде околу месец, така нешто. Значи најмалку е во Америка. И мислам дека барем за нас тоа се кажува. Ако може да дополнам тука, затоа што баш вчера читав компаративни анализи, заради тоа што доаѓаме, значи имаме историја на земја што била организирана федерација со социјалистичко уредување, имаме доста добро породилно, односно родителско отсуство, односно мајчино отсуство, кое што е поделено, самото и во Шведска поделено е прво на породилно отсуство, кое што трае сега 14 недели најчесто. Многу сличен, некаде е 15. 15, многу сличен пример е и Словенија, која што исто така ја разгледував затоа што е многу често се споредуваме земја од регионот која што е доста развиена и напредна, а има слично минато, па може на некој начин да бидеме блиски. Словенија 15, Чешка 28, Хрватска 14, Полска 24. Ова значи зборуваме само за породилното, кое што е задолжително и кое што се дава на мајката. И понатаму во Шведска постои родителско отсуство, кое што паралелно може да го искористат и таткото и мајката. Односно има еден дел од сега веќе не знам колку месеци кои што се неповратни, односно се губат, непреносливи ако не ги искористи таткото. И тука би сакала едно дополнување да дадам. Точно е дека мајката многу потребна, меѓутоа сите анализи исто така покажуваат дека особено важна за детето
е и поврзаноста со таткото кое што се ствара на почетокот на животот. И од таа причина, веруваме и многу други причини кои што понатаму ќе ги додадеме, аргументи сметаме дека би требало да се воведат и минимум 3 месеци, иако знаеме дека е тоа доста тешко, породилно, односно родителско отсуство за таткото, кои што можат да се искористат да се поделат, ако веќе нема поинаков начин. Меѓутоа, претпоставам дека најкорисни би биле на самиот почеток по раѓањето на детето, за да може и татковците активно да се вклучат и да поднесат дел од товарот. Веќе преминуваме нели од тоа традиционално заедничко измени на семејство. законот, меѓутоа тоа не е задолжително, мисля, че Да, не е задолжително и се користи во многу мали и се бројат значи на прсти. Тука треба малку и свеста да се менува. Балканот е малку истите хотел за тие работи. Па истите обиди ги правеа и во Шведска и се додека не се воведе тоа да не може да ги искористи мајката да се неповратни тие 3 месеци, не ги користат татковците. Значи од тие компаративни анализи може да видиме дека се општествениот притисок и родовите улоги се такви што се додека мајката може и има поттик за таа подолго да остане од детето, таа ќе останува. Тоа едноставно е она на кое што сме општествено условени. Тоа е еден терк кој што од секогаш треба ли да се менува законот и да се зголеми не е спорна потребата да се менува законодавството во делот на родителското отсуство, ќе го кажам, бидејќи во постоечкото законодавство ние имаме отсуство кое е гарантирано за работничката. Така пише во одредбите. Значи тоа е отсуство кое го добива работничката. И ние родителско отсуство во вистинска смисла на зборот се уште немаме уредено во нашето законодавство. Она што зошто јас лично сметам дека оваа иницијатива за законски измени околу што се сложуваме е потребата дека треба да се менува законот. Тоа е тој член 165 во законот не се за сложувам значи целта која треба да постигне начелата и аргументите со кои се аргументира и во поглед на можните исходи, бидејќи прашањето е прекомплексно и задира и во корпусот на човекови права како контекст и во делот на општествените вредности што ги праќа законот како добро, ајде да видиме кои се позитивни на развојот и социјален, економски така натаму. Позитивните, а кои се негативните импликации ако ги има? Она што треба да се разграничи прво е загарантираното отсуство заради бременост и раѓање, што е биолошка функција. И заради која жените не смеат да бидат ограничувани, исклучувани, и тоа е според меѓународното право и според нашето законодавство и устав загарантирано. Значи посебната заштита е заради жените, а не заради децата. Тоа е прво нешто што мора да го земеме предвид. Бидејќи жените им е потребен според Светската здравствена организација за гарантиран 6-месечен период физички да се опорават од бременоста. Тоа е заштитна мерка, посебна заштита на мајчинството од се здравствени аспекти. Вториот аспект се недискриминацијските, значи ограничувањата жените заради тоа што се единствените кои можат да носат, да родат и да дојат, не смеат да бидат дискриминирани, односно да се соочуваат со пречки во професионалниот, општествениот, било каков друг развој. Заради тоа во многу законодавства е воведено платено отсуство. Америка заедно со Папуа Нова Гвинеја и уште некои островски земји, значи 3 земји во регионот во светот се најниско рангирани во поглед на заштитата на мајчинството. Родителството или мајчинството, бидејќи родителството вклучува и овие здравствени пред и постнатални последици од бременоста и раѓањето за жените, татковството како општествена улога и заедничката грижа за детето, тоа е оној родителски концепт за кој ние се залагаме, например. Поентата ми е дека не можеме грижата за децата, значи, што е веќе социјална улога,
Не смееме да ја спојуваме со биолошките функции. Тоа мора да се разграничи. И од тука веќе навлегуваме во општествените вредности, значи чија е одговорноста за грижа и одгледување на дете од самото раѓање. Тоа веќе спаѓа во социјална улога и тука сметам дека подеднакво мора да се вклучат и таткото и мајката, бидејќи доколку е возможно, зашто имаме ситуации каде што таткото не може да се вклучи или не сака да се вклучи или има проблеми и околности во кои не би ни требало да се вклучува. Врската не сметам дека треба само мајката да ја остварува со своето дете. Многу жени, ова што го спомна Ана, всушност сакаат татковците да бидат тука од самиот момент на раѓање, бидејќи грижата за детето е фултайм работа 24/7. Сите гледаме слики како жената, нели, со љубов гледа кон детето, меѓутоа таа представа што ја гледаме на медиумите сосем различно од она што го кажува реалноста. Нели? Тоа значи не спиење цели ноќи, тоа значи живење на 2-3 сати или на стендбај постојано, тоа значи ајде сега веќе е малку инаку, бидејќи во мое време јас морав да перам, нели, постојано, секојдневно. Тогаш имаше пелени, сега се купуваат. Страшно, сега е веќе полесно, меѓутоа па тоа е поголем трошок од друга страна. Чи тоа се многу поинакви околности и тука не гледам причина зошто само жените би биле одговорни за сета таа работа која е навистина огромна. И од тука доаѓаме до тоа како овој закон промовира општествена вредност дека жените се исклучиво оние кои треба да се грижат за дете, не исклучиво, меѓутоа мајките се во центарот на вниманието и децата. Ние предлагаме грижата за родителството, ако да веќе се менува законодавството, да се уреди на начин кој ќе обезбеди промена на тие традиционални вредности и улоги на мажите и жените, односно вклучување на татковците потполно во периодот на одгледување на детето од неговото раѓање па натаму. Се согласувате ли со ова? Само да надоврзам. Само да завршам со во делот на развој. Многу често имаме аргументи дека тоа ќе чини дека нели, дека во услови кога имаме ние апсолутно недоволно инфраструктура за социјална поддршка на родителството. Ние немаме градинки доволно, немаме јасли доволно. Што се важни, ништо, значи таа поддршка ние ја немаме и од тука тие аргументи дека нема доволно пари за мене се неприфатливи, односно треба да се изнајде начин, пари плюс треба, затоа што ова што сега се инвестира е недоволно, меѓутоа како ќе се приоритизираат трошоците е прашање на дебати, затоа мислам дека ова е малку избрзано на ваков начин, дека е потребно да се направат анализи за нашите околности. Така, значи за јас немаме пошироко да ги пофатиме. Значи јас немав доволно време, ние не се доискажав, нели? Имавме за среќа правничка која што ни ургираше за иницијативата да ја срочиме така како што е сега. И во неја гласи дека во тие 18 месеци да бидат вклучени татковците и тие да може да го искористат правото на породилно во новата, Во претходната не сме ја виделе, да кажам зошто е тоа така, затоа што нели за оние кои не знаат, имавме иницијатива поднесена 2016 лани, која што беше одбиена, каде што баравме да се продолжи само породилното отсуство на мајките, меѓутоа како неуредна ја одбија од собранието и во меѓувреме кога ја поднесува во собрание партиите, ја преподнесовме ние како иницијатива, со тоа што имавме ургенција и од правник и од повеќе жени кои што за среќа се вклучија и ја видоизменивме самата иницијатива, значи да се продолжи породилното, да може да учествуваат татковците, да можат оние кои што посвојуваат деца исто така да го искористат правото на породилно отсуство и да може да го искористат породилното отсуство оние кои што ќе бидат во моментот на породилно кога ќе се изгласа тој закон да се надеваме. Така да со оваа иницијатива доколку се изгласа дека се направат промени ќе се опфатат и татковците.
Добро, ние поканивме и гостина од Министерството за труд и социјална политика и добро ќе беше да е тука, но ете, представникот кој што се занимава со оваа проблематика е на патување некаде во странство. Нивниот став е познат дека породилното отсуство ќе ја влошува положбата на жената на пазарот на трудот, односно ќе ја зголеми нееднаквоста на жената на пазарот на трудот, ќе допринесе до понатамошен јаз во платите помеѓу мажите и жените, зголемување на сиромаштијата и слично. Тоа се, како да, ова е сепак меч со две острици. Тоа се легитимни аргументи, меѓутоа во општество, зошто во Шведска, например, доведе до поголема, подолгото породилно доведе до поголема ангажираност на жените на пазарот на трудот од друга страна. Затоа што е законот добро спроведен и затоа што има сеопфатна целосна општествена поддршка. Затоа што веројатно е и поорганизирана земја. Значи треба многу мерки да се воведат. Тоа е одговорот, затоа што нема желба за организирање, нема желба за промена, нема желба за некој да направи нешто што ќе функционира на подолги стази. Извини што те прекинав. Да, би требало придобивките да се гледаат на долг рок. Кај нас жените многу често се на удар. Минатата година имавме прв случај добиен за дискриминација по основ на бременост. И се случува, оние што се вработени со редовно вработување, постојано се доста заштитени. Меѓутоа жените што се на определено, чии што договори, а нели со промените на законот за работни односи, дојавме до тоа 5 години да треба да може работодавецот да го продолжува договорот на определено, што е катастрофално, особено за жените во тие репродуктивни години. Реално, во суштина, кога штом жена информира работодавец, жена вработена на определено, работничка работена на определено, го информира работодавецот или работодавката дека е бремена, ако ја отпушти, единствена причина е тоа. Значи, тоа многу често се случува. Имавме случај тука исто студио. Само ако може да довршам, и гледам дека нема некоја огромна општествена реакција, нити од страна на Министерство за социјала, нити пак од јавноста, нешто премногу да е возбудена за тоа. Па како да таа дискриминација за која што веќе што ја даваат како против аргумент веќе постои. Инспекциите знаеме не функционираат, дека лошо функционираат. Колку луѓето исто така имаат еден доста традиционален систем на вредности во кој што не е толку страшно ако мајката изгуби работа да остане дома, иако тоа става многу лоша положба. Да. Многу ранлива ја прави. Но веќе се гледам и читам сериозни дебати на социјалните мрежи околу ова, за и против. Какви рефлексии ќе има кај работодавците, особено во приватниот сектор? Какви импликации може да има? Јас сакам да нагласам, тоа ми стоеше од шира, колку многу се погледна целава ситуација со породилното од страна на работодавците. Значи, кога почнавме иницијативата со породилното, само го слушав тој коментар, ама работодавците мора да се заштитат жените од сите аспекти. Ама работодавците ова. Зарем никој не се запраша што е со жените, нели, кога ќе додат во тој момент на бременост. Значи, јас лично си го имам зборот, се чувствувам, јас се чувствував така како разбойници, јас така се доживувам себе си, како ништо ние да крадеме, како ние сега нешто не знам што да правиме, лошо, мислам. Работодавците кршат ред закони општо. Ако ќе дојде родилката на дневен ред, тогаш па ми се чини највеќе ги кршат. Или не ја вработува воопшто, или ако е вработена ќе ја изврка, или ако е на породилно, исто така може да ја изврка. Што е со тоа? Значи, никој тоа не го потигнува како прашање. И тоа сакам да кажам, преска се радувам што почнавме со иницијативава за породилното, заради тоа што барем малце да ги раздвижиме други прашања, да. Што е со работодавците кои што имаат статус на бог во нашето општество, едноставно никој не ги чепка буквално. Еве вака, јас ќе спомнам една ситуација кога ние имавме обратна ситуација, односно тогашниот министер за труд и социјална политика најави скратување на породилното на 3 месеци со опција на 6 месеци. Ние тогаш направивме една сериозна анализа за ставовите, сериозна, колку беше сериозна, нели, академски, меѓутоа направивме 7 фокус групи со различни групи испитаници. Аргументите кои тие ги дадоа, односно податоците од тоа истражување всушност се легитимни и сега.
Заради широко распростране, секогаш кога правите законски измени, вие мора да го земете контекстот на Македонија, а не на Шведска, на Германија, на Франција и така натаму. За било кое законско решение кое е волку комплексно и кое задира во многу, затоа и ги спомнав аспектите, и треба да повлече и цела останата низа законски измени и политики, за да може да профункционира, за да немаме дискриминација, за да немаме преголеми фрлање на ограничените средства во ветер. Да се адаптира. Поентата ми се состои во следново, дека 18-месечното породилно може да донесе корист само за жените кои се вработените жени кои се заштитени од администрацијата. За жените од кариера тоа не е соодветно решение, макар што би можело да биде доколку постои како законски уредена можност и право на жените, тогаш работодавачите нема да вработуваат жени. Тоа е една од можните импликации кај нас во Македонија, бидејќи и сега веќе жените, многу жени се принудени да подпишуваат, особено жените од кариера, да подпишуваат изјави дека нема да раѓаат. И ова е факт што се случува, иако е законски забрането, затоа што имам случај во семејството, знам дека се случува. Втора работа, голем дел од жените во индустријата ќе стане мислена именка. Значи, од минатите фокус групи разговаравме со жени од една скопска фабрика во која 7 години немало случај на жена да оди на породилно. Значи, ова е од 2006-та, меѓутоа веројатно има такви случаи сега. Трето, за пак велам, за жените, бидејќи јас сум, од лично искуство можам да ви кажам, жените заради неможноста да се справат со сите предизвици на мајчинството и да балансираат меѓу приватниот и професионалниот токму заради таа недоволна поддршка општествена на родителството и од страна на партнерите, татковците и така натаму. Самите, еве јас по собствен избор сум останала дома да ги гледам своите деца, да ги воспитувам на начин како што јас мислам дека треба. Тоа е многу опасна ситуација затоа што вие се исклучувате и се изолирате. Може да биде доброволно, меѓутоа може да биде и нели од други причини. Многу е опасно кога жената ќе заседне дома изолирана само со своето дете. Затоа е предолг тој период од 18 месеци. Кај нас. Затоа што имате ограничување на идните економски можности на таа жена. Дефинитивно, тоа во нашиот контекст подразбира ограничување. Можно ограничување. Сето тоа е, но може тој период повторно ќе кажеме да се скрати. Значи нека предложат, затоа сме тука, нека предложат кој е оној најоптимален период што они се може да го дадат. Модалитетот всушност, не периодот, 18-месечниот период не е спорен толку, се додека не се воведе споделено отсуство и флексибилност во користењето. Значи, ако да биде право на избор. Сакам да кажам дека мора многу по-детално да се разработи решението за да немаме понатам, дури во Норвешка која има најнапредно решение, нели? Односно и Шведска и Норвешка имаат воведено флексибилно и така натаму. Менувани се решенијата повеќе пати, како што спомна Ана, за да се дојде до оптималното. Прво виделе дека е предолг, па го скратиле, па начинот на кој ќе се исплаќа на доместокот исто така многу битен. 80% има, да, 60%. Сите фактори треба да седнеме да ги изанализираме, а да не го брзаме ова, затоа што е прекомплексно, исходите може да бидат многу тешки за многу од жените. Имајќи го предвид нашиот македонски контекст, пазарот на трудот. Се согласувате ли со? Да, треба да се вклучат, мислам, мерки од тип на работа од дома или пак работа со скратено работно време, да биде доста флексибилно во тој однос. Иако мислам дека ако се распределат тие 18 месеци, 3 да бидат за татковци, веќе остануваме така со 15, еден дел од нив да се искористат во тек на бременост, би дошло тоа детето да биде околу година и месеци, 2 месеци, кога би требало да тргне
во тие јасли што ги нема, во моментов се надеваме дека ќе се изградат. И тоа би било оптимално време и за социализација и за самото дете. А мајката да може извесен период да работи со пола работно, со скратено работно време, додека се адаптира цело период на адаптација. Периодот пред породувањето исто така, кај на сега е оставено нели месец дена предходно, така што фактички останува дури со постоечково решение 8 месеци детето има. И сега на 8 месеци вие немате ниту една градинка која е способена 8-месечни деца да чува. Според она што јас го имам како информација, бидејќи имам колешки кои имаат мали деца, тие не ви ги зимаат децата на 8 месеци. Тоа е многу сериозен проблем. Па тоа уште посериозен отколку аргументот што го даваат дека ќе ги изолираат и вака автоматски се изолирани, значи нема јасли, а веќе заминавме од таа организација на семејство заедница, веќе се нуклеарни семејствата, значи се со Не, и да се заеднички, еве јас можеби ќе бидам баба утре. Јас работам исто така, кој би можел да можност и втора еве сега што рекол нашиот народ да биле баби за чување деца ќе ги раѓале на крајот на криштот, ајде малку да го приземниме муабет. И не може општеството да им го префарли товарот на она што е велам, развојно прашање, ако државата сака да инвестира во единината, може ли на таков начин да се ублажат состојбите? Со посебни бенефити, со зголемување на детскиот додаток, со јасли, градинки, повеќе. Може ли на тој начин? Сакам да слушнам и Па, јас пак ќе подшепнам од повеќе некои луѓе земаат пари за тоа да мислат, да смислуваат начин на моделите како треба да функционира. И мислам, еве би можност да докажат дека не го земаат хлево за џабе. Навистина е така. Значи, нека седнат, нека размислат, нека направат некој концепт што ќе биде толку добар што не можам да го искажам, значи од неговите што мајките би биле задоволни. Мајките. Најдобро е решение кај што сите ќе бидат задоволни. Така е. И кои решение кое ќе ги менува, барем за нас е многу битно, кои ќе ги менува тие традиционални перцепции за тоа кој што треба да прави, која што треба да прави. Тоа ми е многу битно затоа што тоа е темата со која ние се занимаваме. Тоа се тие кампањи, фотографии кои што гледаме и реклами, таткото со новороденчето во раце и тоа носи своја порака секако. Законот може да прати порака. Тоа е она што јас го кажам, не мора тоа со кампањи и реклами да се прави. Туку со законски решенија и политики кои обезбедуваат и можности и поттик и праќаат порака дека за децата се важни двајцата родители. Ма не само совршено тоа, може таткото и да бањи, да пегла и да пере. Постпартум период е многу тешко да биде задолжена за одгледување на новородниче. Тешко е физички, значи самото раѓање е еден земјотрес, породување е еден земјотрес и после туп, ајде сега ти може да има рана од царски рез, може да има епизиотомија, може да има травматично породување. И одеднаш се очекува и дури општеството ги смета за мрзливи жените, сакале да седат дома и да гледа. Тоа се смета од некој за аргумент. Најтешката работа, мислам дека за тоа може да се согласиме сите, имаше едно видео за најтешката работа на светот која што е 24 часовна и умствена и физичка работа, некој да каже дека и емотивна, да каже некој дека е мрза. Мислам, со тие работи веќе конечно треба да се прашање на очекување дека жените треба да бидат 24/7 подготвени и исклучиво надлежни за одгледување дете и затоа првата аргументација во првата иницијатива нас не беше проблематична во таа смисла дека жените се тие кои треба да развиваат врска. Апсолутно не се слагам, татковците се тие кои треба од моментот на раѓање да развиваат врска за да не се доведуваме во ситуација нели во случај на разделување и така натаму, по автоматизам одговорноста пак да оди само кај жените затоа што тие се единствено надлежни за децата. Значи тоа е перцепцијата која ние мора да ја менуваме како општествена вредност, бидејќи ако мора да ги родиме и да ги доиме, да ги носиме, родиме и доиме, не значи дека треба апсолутно комплетната работа, тоа е работа. Добро, нека многу тешка. Видов дека за ова во стариот предлог беше ми се чини дека за ова се потребни дополнителни 1.850.000 денари. Дали оптоварувањето на буџетот може да биде оправдување
за да не се реализирало? Може. Ако може, само ваквите Не може мерки да Дали би ама требало, тоа е дали друга би тема. довеле до оно што беше видално претходната влада и обично е на сите влади, зголемување на наталитетот. На долг рок, ако се пружат добри услови за одгледување, ако општеството проучи добри услови, тоа се сите студии на случај со Шведска, со други земји, ајде, со Словенија, кои што го истиот го имаат проблем, може да дојде до зголемување на наталитетот не со субвенции за трето дете, не со ретрадиционализација на улогата на жената, туку со општествена поддршка за децата. Родителство. И за родителството, всушност, да. Ама и многу често ги кажуваме децата се нашата иднина, тие ни се најважни, а нема ништо за нив. Всушност наталитетот може да се зголеми само со поддршка во овој план. Ми се тој го чини зголемува и економскиот раст. со тоа со зголемување светот. нели она што добиваат за трето дете. Да. Кои говорат дека формулата за добра демографска политика, нели, е задоволни работнички, На крајот поддршка на родителството, значи дарежливи бенефити во поддршка на родителството и усогласување на тој семејство. Значи тоа е формулата. А тоа води кон економски раст, така што придобивката од тие милиарда колку и да се ќе Да, биде тоа не е долгорочно трошок. огромна. Тоа Ќе биде не е инвестиција. трошок, туку е инвестиција Инвестиција во во нешто развој. што подоцна И ќе се економскиот даде. развој не можеме да им го оставиме само на бизнисите и на работодавците. Значи развојот економски Е добро, должна и можно ли е државата. сега после ова еве иницијативата почна, граѓанска е, па да се вклучите сите вакви организации за женски права, да се вклучите заеднички, да има една заедничка јавна дебата, па заеднички предлог да Па ќе дадете? беше добро еве да искомунициравме претходно, Јас не се знам обидов. зошто тоа не Јас се обидов, не го направивме за ама да малку ги на ноштрна, отвориме. иако мислам дека има простор за соработка и најверојатно и тоа ќе се случи, ќе видиме. Ако Ти има благодарам, Минче, што видиш каков Не стави какви заедно, дами да. тука ме стави, мислам, немам коментари. Не, ние подолго време, ве велам, имаше многу обиди да се наметнат решенија кои се не, значи и преголемата заштита и недоволната заштита на мајчинството не чини. Тоа е поентата. Значи, Па, ниту предолги, ниту прекратки отсуства се добри за жените. Во И своја за одбрана, општеството. ако можам така да кажам, апсолутно се сложувам, значи знам дека е така, ниту пак нешто, нели, не сонувам дека треба да останам со своето дете за секогаш и така натака, се сложувам, но сепак убаво е што се случува промена, да може да се Да, најде и на да се добро овие да прашања решение. Да го во фокус. отвориме прашањето, Да. не е спорно Добро е дека што се треба. отвори прашањето, И на добро е што вистински и на начин да се референдум отвори. се одлучуваат сега некои работи, па да се навдеваме дека подосна И дека Имаш ќе не особена чујат идеја креаторите да креаторките се на префрли политики. товарот на плаќањето на доместокот заради отсуство на работодавците, ако се сеќавате. Да. Дали таква идеја има? Таа И е на тоа се спречивме. спротивстави. Да. Не ве слушна што кажавте на 2014 Имаше идеја беше да се или 13? префрли плаќањето на надоместокот за породилно на Привремено? работодавците, па после да се рефундира од државата. Тоа беше исто така катастрофално Тогаш реагиравме решение. до комисијата за И до интерресорската Министерство комисија за за еднакви Фондот за можности и здравство. ни прифати, да, и фондот. Тие Значи има комуницираат. постојано треба бидеме на штрек, затоа што пак јас ќе кажам, еве, пак ќе кажам, општеството не сме да дозволи товарот на сите на грижа за членови на семејство, вклучу не само децата. Ние Да. имаме ситуација во која еве податоци од Институт за јавно здравје дека може би се стари, треба да ги видиме новите од 2006 во период од 3 години имате 0% мажи кои отсуствувале заради нега на член на семејство. Не зборуваме за деца и за породилно отсуство. 0. За било. А тоа подразбира и губиток, економска штета за жените кои отсуствуваат од работа и губат примања заради тоа што товарот на грижата е оставен на жените. И тоа е нешто, затоа ги спомнувам вредностите. Многу е важно и како ќе ги аргументираме барањата, бидејќи на тој начин праќаме порака за тоа какво општество сакам. Така. И кому што му е работа. Добро, пораката е пратена, се надевам ќе се усогласите и на некој начин ќе се Се споите надевам и ние. со заеднички сили и мислам Ако дека е време Македонија конечно да направи некакви промени во ова и во многу други области. Ви благодарам на разговор. Благодарам. И ние. Покана.